We are very concerned at the slow pace of implementation of the UNESCO recommendations. You've just heard the quote from the last country report. Some measures have been taken, and we'll hear about those in detail later, but a lot remains to be done, and the situation is urgent. Остра критика од евроамбасадорот Дейвид Гир поради недоволната заштита на Охридскиот регион. Пораката ја упати по повод 50 годишнината од Конвенцијата на УНЕСКО за светското наследство. And the point that I was making was that given this rich heritage, it needs to be preserved. And that needs a great deal of coordinated action by government, with partners, with civil society, with business as well. So I think this is an opportunity to bring everyone together with the commitment of the Ministry of Culture, but also across the board. Повеќе од една година измина, откако УНЕСКО им даде 2-годишна шанса на македонските национални и локални власти да преземат мерки со кои Охридскиот регион би се задржал во престижната листа на светското наследство. Според познавачите на состојбите, исполнувањето на обврските оди бавно. Охридскиот регион после 43 години на листата на УНЕСКО се наоѓа на самиот почеток, односно изгледа дека не сме помрднале од мртвата точка, односно одиме многу надоле наместо да го сочуваме статусот. Доколку не се исполнат задолженијата од УНЕСКО, а во кои влегуваат заштита на културолошките обележја, справување со дивоградбите, чување на екосистемот, голема е веројатноста Охридскиот регион да премине во листата на светски културни и природни богатства во опасност. Мораме да мислиме за бенефитот од наследството. Секоја би рекол за културно наследство, секоја нова градба не значи дека ние одиме напред, напротив, ние ја уништуваме нашата традиција, нашето градителско наследство и на тој начин одиме во бездната која што според принципите на Центарот за светско наследство на УНЕСКО е нели следниот чекор одење во опасност доколку не се потрудиме да одиме по оној правиот пат. Од Македонскиот национален комитет на ИКОМОС, чиј фокус на работа е заштита и конзервација на културното наследство, велат дека одговорноста лежи и кај секој поединец во општеството. Заштита на културното наследство и препознавање на неговата вредност, радување на еден објект од културно наследство кој што го имаме во нашето соседство, знаењето и учењето на неговото значење што представува за нас, за нашиот град, место од каде што потекнуваме и односот со почитување кон него. Тука е првиот чекор во заштитата на културно наследство и таа е наша заедничка одговорност на сите. Дека работите се одвиваат бавно со заштитата на Охридскиот регион, увидели во Министерството за култура. Можеме да констатираме дека и покрај преземените активности, нашата заедничка акција како да го нема задоволителниот интензитет во справување со причините и со причинителите кои го загрозуваат Охридскиот регион, впишан во листата на УНЕСКО како реткост од светско значење. Како решение за ситуацијата, министерката преку говорница побара функционирање на казнената политика. Во отсуство на свест и совест дека и овие богатства се нашиот идентитет и дека културното наследство не легитимира во европски и во светски контекст, мојот поглед е вперен во домашната казнена политика како спас и во нејзината бескомпромисна и доследна примена. Од ИКОМОС пак додаваат и друга насока. Сметаат дека евентуалното преминување во не толку славната листа на УНЕСКО би било од помош. Тоа не значи автоматско бришење од таа листа. Дури и самата листа на културно наследство во опасност може да помогне, може да донесе странска експертиза, може да донесе многу можности кои што може да им помогнат на домашните институции. Сметам дека не треба да се плашиме. Но ќе донесе и уште поголеми обврски. Треба да сме свесни дека тоа што ќе бидеме во опасност или не значи дека ќе завршиме работата или некој друг ќе ја заврши за нас. Треба да работиме сами, треба да ги постигнеме резултатите сами, а доколку бидеме во опасност, тоа значи дека ако до сега не сме работеле, кога ќе бидеме во опасност, треба да работиме 10 пати повеќе за да можеме доброто да го вратиме повторно на листата на светско наследство. Познавачите се согласни. Задржувањето на статусот светско наследство за Охридскиот регион треба да остане приоритет. Тоа, како што велат, ќе донесе локален развој, но и светска препознатливост. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.